Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Пожарот во дискотеката Пулс во Кочанија зеде 61-та жртва. Во болница во Литванија почина 29-годишниот Александар Глегоровски, кој беше упатен во странство ден по трагедијата во Кочани и беше еден од четворицата најкритични пациенти. Се уште во критична состојба се двајца пациенти кои се лекуваат во странство. Неговата состојба беше тешка од почеток, меѓутоа од 4 април веќе се влошува уште повеќе. Од вчера пациентот беше ставен во хемодиализа и за жал денеска во 11 часот почина и ово не е вториот пациент кој што почина од 193 што ги третиравме во државата и надвор од државата. Ја би сакал да изразам сочувство до семејството на Александар Гавриловски. Ни остануваат уште двајца критични пациенти. Покојниот Александар имаше повреди 35% изгореници од трет степен, со изгореници исто така во дишните патишта, еден од потешките пациенти кои што не беа. 2 години затвор за Менсур Пајазити, кој во септември 2022 со возило ја прегази на пешачки 22-годишната Теодора Ристевска. Вака одлучи судот во Тетово, откако тој на денешното рочиште призна вина. Тетовскиот суд во ноември во 2023 пресуди 3,5 години затвор за возачот. Тој обжали казната, Висшето јавно обвинителство во Гостивар ја прифати, а апелациониот суд во Гостивар му ја намали казната на Пајазити на 2 години затвор. Потоа Врховниот суд го уважи неговото барање за воредно преиспитување на пресудата и ги укинува двете пресуди на пониските судови и го враќа предметот на повторно судење во Основниот суд. Пајазити е обвинет за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот од ставот 4, за кој е предвидена казна затвор од 1 до 5 години. Колку вреди животот у Македонија? Дали некој мене ќе ми објасни животот у Македонија колку вреди животот на сестра ми? Со 2 години ние треба да бидеме задоволни. Со 2 години ја треба да отиднем и да ја речем на сестра ми, да ја запалим свеча и да ја речем со 2 години биди задоволна. Ова е законот у Македонија. Не може со 2 години. Максималната казна 5 години нема да ми ја вратите од ора мене. Сите веруваа у правда. Ја верувам у правда. Ја верувам дека ќе се смени ова 2 години и ќе остане барем максималната казна 5 години. Никаква верба во ова држава. Верувајте. Згаден. Како? Као човек сум згаден. Што да очекувам од ова држава? Кажите ми. Плачем за правда, правда нема. Нема да има никад правда во ова држава. Таткото на убиената Вања денеска за прв пат сведочеше пред судот во процесот за убиството на 14-годишното девојче и Панче Жежовски од Велес. Тој е обвинет за помагање при киднапирањето на Вања. Таткото на убиената Вања, кој е обвинет дека помагал при нејзиното грабнување, тврди дека нема никаква вмешаност во случајот. Денеска, одговарајќи на прашање од својот адвокат, рече дека останатите обвинети не ги познава, ама и дека не може да ги гледа во судницата. Немам никаква инволвираност со овие луѓе, од чии искази во текот на постапката приметив дека не чувствуваат ниту вина, ниту покаяние. Приметив дека демонстрираа гнев и разочарување од така наречениот цар. Се обидувале да ги замачкаат доказите и да успееле во тоа. Господ знае уште колку убиства и киднапирања ќе следеле. Ѓорчевски се пожали од односот на полицијата кои работеле на пронаоѓање на Вања. Смета дека истрагата ја воделе во погрешна насока и не му верувале дека е киднапирана неговата ќерка. Потврди дека напишал порака во Вибер групата со родители од класот на Вања, која потоа ја избришал, ама негираше дека прашувал за откуп на неговата ќерка. Таква порака испратил кај Вања, надевајќи се да ја видат киднаперите. Имам пратено и избришена порака, тоа беше кажано и овде во судот, затоа што беше навредлива за полицијата во смисол дека тапкаат во место, дека се пасивни и инсистираат дека Вања побегнала сама. По 2-3 минути ја избришав, оти ми беше јасно дека полицијата веќе се сомнева во мене, а иницијално е дека Зорица ми го подарила станот. За одбраната сведочењето на Александар ја потврдила неговата невиност. Сметаме дека со ова успеа на некој начин да му долови на судот во што се состои неоснованото обвинение кон него.
Не очекувам дека јавниот обвинител, односно застапникот на обвинението, туку така едноставно ќе се предаде. Јасно му е на јавното обвинителство дека аргументи и докази против Александар нема. Судењето продолжува во петок, кога Ѓорчевски ќе одговара на прашање од обвинителките, судијата и обвинетите. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Нема да има реконструкција на владата пред локалните избори, децидене премиерот. И Мицкоски и Меджити тврдат дека коалицијата функционира одлично. Единствен проблем според вице-премиерот е Таравари, кој според него седи на 2 столчиња. Таравари пак демантира дека преговарал со ДУИ. Дали пред локалните избори се планира реконструкција на владата? Не. Одсечно не од премиерот по теоретската можност за реконструкција на владата во пресрет на локалните избори која ја отвори вице-премиерот Меджити. Ќе видиме тоа. Не исклучувате можност? Мислам, теоретски да, ќе видиме, мислам. И Меджити и Мицкоски тврдат дека коалицијата функционира одлично, а вице-премиерот вели дека добра атмосфера има и во Вреди, каде се готви заеднички настап на изборите како една партија. Единствен проблем е Таравари, кој според Меджити седи на 2 столчиња. Значи сите други, немаме дилеми, единствениот кој што има дилеми и кој што гледа како можна опција соработка и со Демократската унија за интеграција е господинот Таравари, значи за тоа него ќе го прашате, но мислам дека Влен ги доби гласовите 107.000 гласови како Влен и како антипод и предводник на промените во албанскиот кампус. Така да никој друг нема дилеми освен Таравари. И мислам, он треба да расчисти со дилемите, но и Влен и соработка со ДУИ мислам дека е неприродно. Со ДУИ не сум преговарал, демантираше Таравари, кој денеска почна и да брои пратеници. Ние до сега не сме имале понуда од Влен за да бидеме една партија. Ако имаме тоа ќе го разгледаме, не брзаме. Меѓутоа, и ако евентуално тие веќе одлучиле заедно да бидат, името им го даваме, нека го задржат Влен. Ние ќе останеме, имаме предпратеница како Алијанса за албанците, ќе продолжиме со наша пратеничка група. Ние сме подготвени да разговараме со сите, пред се со Влен, бидејќи до денес, до сега сме дел од Влен. Ако не одлучат тие 4 без нас да одат, и тоа е прифатливо за нас, така да позитивно ја гледам идејата да се спојат тие 4 заедно. И Таравари, како и премиерот, ја отфрли можноста за реконструкција во владиниот кабинет пред изборите, исто како што вчера тоа го стори и Знам. Димитриевски на социјалните мрежи порача дека со ВМРО-ДПМН нема разговори за трампа на ресори, додавајќи дека неговата партија ќе има свој кандидат за градоначалник на Куманово. Александар Спасовски, Сител телевизија. Со поддршка од 18.000 членови на СДСМ, Филипче доби 4-годишен мандат за лидер на партијата. Ќе се фокусира на враќање на партијата на победничките патеки, а прв предизвик ќе бидат изборите на есен. Тоа што добив дупло повеќе гласови од претходниот пат е само доказ дека нашата интензивна работа дава резултат. Ова е доказ дека изборниот процес не беше само технички организиран, туку е доказ дека нашите членови искрено веруваат во исправноста на политиките кои што изминатиот период ги водиме. И така и ќе продолжиме. Почнува сериозната припрема за локалните избори. И процесот ќе го правиме така како што го најавивме и како што веќе го започнавме. Ќе ги избереме луѓето кои што најдобро ќе не представат на локалните избори, луѓето кои што ќе имаат кредибилитет. Само 18.000 членови сметаат дека Филипче треба да ја води СДС. Пораката е јасна, човекот нема кредибилитет, реагира од ВМРО-ДПМН. Истиот Венко, кој не одговараше за модуларна болница, за набавката на ковид вакцини од фантом фирмата Старби, кој лажно вакцинираше член на фамилијата за пиар, работеше за богатење на неговиот ментор Заев, кој сега гради згради по Дубај. Филипче е поставен директно од Заев за да работи за неговите интереси, а знаеме дека интересите на Заев се предавства за Македонија, велат од ВМРО-ДПМН. Системот за јавни набавки ширум ги отвори податоците за јавноста за трошењето од државни пари. Кои институции најмногу трошеле во изминатите години и кога се трошеле најмногу пари во живо, го прашувам Даниел Василев.
Добро вечер. Тино, направивме анализа на трошењето на народните пари според системот за јавни набавки. Во овој систем, односно според овие податоци, ЕСМ е предпријатието, односно институцијата која што најмногу потрошила народни пари во изминатите 10 години. Најтрошачка година била 2023-та, меѓутоа просекот доколку го земеме од секоја година практично излегува дека нешто повеќе од 1 милијарда евра секоја година се трошат преку тендери за јавни набавки. Сите детали ги имаме во продолжение. Годишно во просек по повеќе од 1 милијарди евра државни пари се трошат преку системот за јавни набавки. Направивме анализа на јавно достапните податоци на системот за да видиме како одело трошењето на народните пари. Податоците се разликуваат од година во година. 2023 е годината во која државата потрошила најмногу пари преку системот за јавни набавки, или нешто повеќе од 1,5 милијарди евра. Но многу близу се и 2021 и 2024. Токму во овие 2 години потрошени се нешто повеќе од 1,3 милијарди евра. Институциите и функционерите најштедливи биле во 2017-та, година на промена на власта по цели 11 години. Тогаш државата потрошила само 633 милиони евра. Најголем дел од парите, односно половина, биле дадени за стоки, додека по 1/4 за услуги и работи. Доколку ги гледаме по институции и државни компании, најголем трошач бил ЕСМ. За 10 години потрошил речиси 1 милијарда евра. Речиси исто колку ЕСМ заедно потрошиле Министерството за здравство и ЕВАНА 1 милијарда и 22 милиони евра. Јавното предпријатие за државни патишта и Министерството за внатрешни работи ја комплетираат првата петорка на најголеми трошачи. ЈПДП за 10 години преку системот за јавни набавки потрошило 419 милиони евра, додека МВР 312 милиони евра. За 10 години склучени се 320.000 договори. Најголем бенефит од тендерите имале мали и средни компании со оглед на тоа што повеќе од половина од договорите биле склучени со нив. 40% од тендерите ги добиле големи компании, додека остатокот се странски и микропредпријатија. Даниел Василев, Сител телевизија. Премиерот Мицкоски очекува наскоро да се ревидира одлуката на САД за зголемување на царините кон земјава. Новиот тарифник за увоз од 180 земји, вклучувајќи и Македонија, стапува на сила задутре. Трамп за Македонија одреди царина од 33% со тврдење дека Македонија има царина од 65% за увоз од САД. Според Мицкоски станува збор за грешка или погрешна информација. Очекувам многу скоро да се коригира ова кое што очигледно е резултат на некаква грешка или погрешна информација. Имајќи предвид дека нашата трговска размена со Соединетите американски држави во 2024 година е во негатива, односно сме во дефицит, а тие држави кои што се во дефицит практично немаат ваков тип на зголемување на давачките. И сега се споредуваат податоците во контекст и со амбасадата, и со Министерството за економија, и со кабинетот на претседателот Трамп. И тоа беше дел од разговорите што ги има накратко во Брисел министерот Моцунски и државниот секретар Рубио, така што по периодот очекувам да се излезе од оваа состојба. Матичните лекари добиваат повеќе пари од буџетот, почнувајќи од априлската плата. Општите лекари, гинеколозите и стоматолозите ќе добијат повисоки плати, откако владата го зголеми капитациониот bod од 33%. На Светскиот ден на здравјето, Фондот за здравство најави значителни реформи за примарната здравствена заштита, односно состојбата ќе се менува преку 5 нови протоколи во фокус на кардиоваскуларните болести. Согласно оваа одлука, вредноста на капитациониот bod за општа медицина и гинекологија ќе се зголеми од 75 на 100 денари, додека за стоматологија од 61 на 75 денари, што представува зголемување од 33, односно 23%. Ова зголемување доаѓа по повеќегодишна стагнација во периодот од 2019-2022 година. Дополнително за тоа, Фондот за здравствено осигурање воведува нови цели за превенција и рано откривање на малигни заболувања на простата, на дебело црево и на грло на матката, заедно за лекарите и за гинеколозите. За прв пат се воведува превентивна цел за ментално здравје.
и тоа посебно насочено кон рано откривање на депресија кај млади луѓе од 18 до 35 години. Последните вести се во 23, до тогаш останете со програмата на Сител.